Почитувани сограѓани, во врска со барањето на директорот на јавното предпријатие Комуналец Неготино за јавно извинување поради изнесени невистини информации со што се нанесува штета на угледот на предпријатието, ние советниците од ВМРО ДПМНЕ и коалицијата излегуваме со следното соопштение. Почитувана директорки, приложената одлука со која сакате да го прикриете вашето незаконско работење се однесува за собирање и транспортирање на комунален отпад во општина Неготино. Во самото образложение на оваа одлука стои дека лицата кои се создаваат комунален отпад ќе плаќаат соодветен надоместок за собирање и депонирање на отпад и комерцијален отпад и истото важи за жителите од општина Неготино. Цените се утврдени според видот на отпадот по ценовник на самото комунално предпријатие. Никаде во оваа одлука не стои дека општина Неготино со ваквата одлука ќе носи отпад од останатите општини од Република Македонија. Нашата општина, почитувана директорке, нема капацитет за прием на општинскиот отпад, а не па превзимање на отпад од другите градови. Наместо да барате јавни извинувања, излезете пред граѓаните и објаснете им за каков отпад станува збор и колку е тој опасен за граѓаните и околината. Доставете записник и спецификација за депонираниот отпад по секој прием. Дали депонијата во Неготино е регистрирана како регионална или национална депонија? Впрочем, вие ветивте чист воздух и здрава животна средина. Граѓаните на општина Неготино не ги интересира дали вие како комунално предпријатие сте наплатиле од вашата сделка, туку напротив ги интересира каков отпад се одлага на нашата депонија и колку е тој штетен по здравјето на граѓаните. Симптоматично е зошто за една фирма, што не е од нашата општина, би депонирала отпад во Неготино. Истата таа треба да помине неколку градски населени места и да го депонира отпадниот материјал во нашата општина. Уште еднаш сакаме да потенцираме. Извинување нема да добиете. На Совет на општина Неготино не е донесена одлука за депонирање на отпад од други општини. Наместо да барате јавно извинување, вие на граѓаните од Неготино им должите едно јавно објаснување за целата оваа ситуација.